Време за новиот преглед на настаните. Најактуелните случувања од Вардарско-Тиквешкиот регион, Македонија, светот и спортот ги подготвивме за вас. Што е актуелно и што ќе гледате во текот на дневникот, погледнете во најавите. Поради истекот на мандатите на градоначалниците, општините трета недела не ги подмируваат обврските. Саем за вработување во организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе се одржи во Кавадарци. Комплетно реконструирано најстарото основно училиште во Велес Свети Кирил и Методи. Градоначалниците во општините ги извршуваат своите обврски, но нивните потписи не важат. Токму затоа веќе трета недела во локалните самоуправи се доспеани фактурите и обврските. Градоначалникот Чадиев вели дека ќе следи целосна блокада на локалната самоуправа. Колешката Валентина Михаловска има повеќе за ова. Трета недела локалните самоуправи не ги плаќаат доспеаните фактури и обврските, поради истекот на мандатите на градоначалниците, чии потписи веќе не важат. Сепак, според Законот за локална самоуправа, должни се да ги извршуваат обврските во општините се до избор на новите. Дојдоа првите обврски, веќе 3 недели не плаќаме не е платена ниту една фактура, веќе 3 недели не сме платиле, дојдени се сметките за уличното осветлување, не ни се платени. Граѓаните не може да си го остварат своето со устав за гарантирано право да ги користат услугите на локалната самоуправа, почнувајќи од купопродажни договори, плаќање даноци, плаќање преноси, наследни решенија, купување нови имоти. Нема да може да се исплати и плата за институциите кои се под локална самоуправа, но не се во состојба да им пружат услуги на граѓаните, функцијата за која постојат општините. Веќе имаме во одреден број општини се поднесени тужби од страна на извршителите на одредени услуги што се извршени, бидејќи никој веќе неколку недели не може, иако имаат средства општините, не можат да извршат плаќање према добавувачите на услугите на самите општини. Чадиев вели дека следи целосна блокада на локалната самоуправа. Повикува председателот на собранието Талат Џафери да ги распише локалните избори. Со одложувањето на локалните избори, смета Чадиев, се работи против интересите на граѓаните на Република Македонија во сите општини. Саем за вработување во организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе се одржи утре во Кавадарци. На саемот невработените лица од Кавадарци и околината, како и другите заинтересирани, ќе можат да се запознаат со можностите кои ги нудат работодавачите и со потребите на пазарот на трудот. Во рамки на саемот ќе се одржи форум за работодавачи и инфосредба за млади. Саем за вработување ќе се одржи утре со почеток од 10 часот во Кавадарци, во организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија. На саемот невработените лица од Кавадарци и околината, како и другите заинтересирани, ќе можат да се запознаат со можностите што ги нудат работодавачите и со потребите на пазарот на трудот. Саемот ќе се реализира во спортската сала Јасмин. Значи саем за вработување према планот на Агенцијата за вработување, а не сме како Центар за вработување, склопна Агенција за вработување, е во текот на утрешниот ден, што значи 30.5. со почеток од 10 часот. Затоа во момент ги поканам сите заинтересирани, и работодавци, и оние лица кои бараат работа, затоа што тоа е измислен да се берат на едно место, едните и другите, како да работодавците ги установат што работна сила се располага на пазарот, а односно пак работници да видат што понуда има. Значи тоа до сега каже голема инативност, значи Од Агенцијата за вработување информираат дека саемот се организира со цел да се мотивираат младите луѓе да изберат вистинска професија која што ќе им даде работно место според нивните барања. 2 години се овие саеми низ Републиката, еве сега кај нас, односно во текот на утрешниот ден. Праксата покажа добри страни на односно вработување, затоа пак ќе кажем ги поканувам сите да видат тоа што е како е. И едната страна и другата страна, па со тоа
сметаме дека ќе се остварат нови вработувања, што е основна цел на нашето работење. Во рамки на сајмот ќе се одржи форум за работодавачи и инфосредба за млади. Според анализите на Агенцијата за вработување, на сеимите за вработување во 2014 и 2015 година имало над 79.000 посетители, а компаниите преку овие саеми примиле над 20.000 барања за работа. Во текот на јули годинава, Агенцијата за вработување ќе излезе и со нови анализи за посетеноста и успешноста на саемите за вработување, кои се организираат низ земјава. Спроведувањето на проектот подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот е во финална фаза. Покрај реализираните информативни сесии, унапредување на волонтеризмот преку изработка на брошури за еден посериозен пристап, проектот го заокружува и циклусот од предвидени вкупно 50 специјализирани обуки за стекнување и подобрување на одредени вештини на невработените лица со кои ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот. Во финална фаза е спроведувањето на проектот подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот во општина Демир Капија и општина Русоман. Проектот деновиве го заокружува и циклусот од предвидени вкупно 50 специјализирани обуки за стекнување и подобрување на одредени вештини на невработените лица со кои ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот. Учесниците, поточно невработените лица, имаа можност да се запознаат со специјализираните обуки под наслов Ублажување на влијанието на климатските промени во земјоделието. Исто така содржа и втората практична тродневна обука на тема Виртуелна работна средина во ресторан и во хотел. На обуките присутните се запознаа со важноста на земјоделието и земјоделските површини на нашите простори и нивната поврзаност со климатските промени. Освен специјализираните обуки, невработените лица и учесниците на обуките во периодот од 24 април до 30 мај оваа година ќе можат да добијат стручна помош и директна консултација за да изготват документи за вработување, да ги поднесат, да најдат огласи и се останато поврзано со процесот на вработување преку активноста групно и индивидуално менторство. Овој проект, финансиран со средства од Европската Унија и Министерството за финансии на Република Македонија, преку секторот за финансирање и исклучување на договори, е кофинансиран од партнерите општина Демир Капија, Фондација за ново образование и бизнис и општина Росоман. Целта на проектот е да се одржат соодветни обуки согласно потребите на пазарот на трудот, што ќе резултира со зголемување на нивните можности за вработување. Секој од учесниците на крајот од овие обуки ќе се здобие со сертификат за успешно завршена обука. На првиот оглас од ИПАР-2 програмата зголемен е интересот на земјоделците за користење на парите од Европскиот предпристапен фонд. За разлика од предходните години кога најмногу се аплицираше за обнова на механизацијата, сега се бара кофинансирање на инвестиции за обновливи извори на енергија и за развој на руралниот туризам. Огласот трае до 23 јуни. Земјоделците се повеќе се заинтересирани за користење на ИПАР-2 програмата. Зголемениот интерес се должи на новината со која во ИПАР-2 програмата како прифатлив сектор за инвестирање влегуваат и житните култури и инвестирањето во обновливи извори на енергија. Дел за сопствено користење на енергијата, а дел за нејзина продажба. За разлика од претходните години кога најмногу се аплицираше за обнова на механизацијата, сега се бара кофинансирањата на инвестиции за обновливи извори на енергија и за развој на рурален туризам. Огласот ќе трае до 23 јуни. Наместо досегашните 50, односно 55%, стапката на кофинансирање во првата мерка за инвестиции во земјоделските стопанства може да се зголеми и до 70% во планинските подрачја со ограничени можности. ИПАР-2 програмата има на располагање околу 60 милиони евра европски пари, на кои се додаваат и дополнителни средства од македонскиот буџет. На земјоделците и бизнес операторите кои ќе користат средства од оваа програма, им стоят на располагање гарантниот фонд за покривање на дел од хипотеката за земениот кредит, субвенции за покривање на трошоците за половината од банкарските камати и готови бесплатни типски проекти за фарми.
заврши реконструкцијата во училиштето Свети Кирил и Методи. Во последната фаза се изврши обнова на фасадата на стариот објект, а се заменија и подовите во 15 училници. Градежните зафати се извршија заеднички со Министерството за образование. Истовремено со средства од општина Велес се изврши реконструкција во топловодниот систем во училиштето, со што се надминати проблемите околу затоплувањето. Монтиран е нов парен котел со поголема моќност од претходниот, а во наредниот период преостанува да се уреди и спортската сала. Заврши целосната реконструкција на Општинското основно училиште Свети Кирил и Методи. Поставена е фасада, кровот е комплетно сменет. Заменети се подовите во сите училници и ходниците, како и нов котел за парно грејење. Целокупната инвестиција е повеќе од 11 милиони денари, пари обезбедени од Министерството за образование и наука и Општина Велес. За Општина Велес останува и следниот период, каде што ќе ја реконструираме, односно патосот уште останува на спортска сала да го реконструираме наредниот период и со тоа ова училиште ги биде комплетно реконструирано. Секако после завршувањето на учебната година останува на директорката на стручниот тим да направат еден увид у целокупното, кој се заменат учениците у целокупната состојба на училиштето, околу сегментот на дофарбање, фарбање наново. Сепак 9 месеци имаме присутни тука наши ученици. Според Чадиев, ова е едно од најубавите училишта во градот и има одлични услови за одвивање на наставата. Со ова се заокружува целокупниот циклус во изминатиот период, што се вложува во училиштата, дали се во средни, дали се во основни, во Општина Велес, и тој надминува повеќе од 1 милион евро што се вложени во реконструкција на училиштето, каде што после години и години не вложување, овие 3 години се вложија исклучително многу средства во овој процес за образование, стварање услови за образование на нашите ученици. Реконструкцијата на училиштето е од особено значење за учениците, вели директорката Анита Станинова Мирчева. Оваа реконструкција значи многу подобри услови за работа, значи многу поголема топлина, значи многу поголема убавина, значи многу повеќе употреба на технички средства, но не само за учениците, туку и за сите вработени кои што се горди на ова што се направи во училиштето. Градоначалникот Чадиев истакна дека продолжуваат со ваквите активности и најави изработка на документи за изградба на ново училиште во населеното место Клуковец, како и во Иванковци. Бензините од ноќеска на полноќ поскапуваат за денара, дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 1,5 денари. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на бензините доаѓа врз основа на движењата на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и курсот на доларот во однос на денарот. Од ноќеска на полноќ во автомобилите ќе точиме поскапи горива. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, која ги објави новите цени на бензините и дизелот. Бензините поскапуваат за денар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 1,5 денари. Новата цена за литар Euro Super BS 95 ќе изнесува 64 денари, а 66 денари ќе се плаќа за литар Euro Super BS 98. Литар Euro дизел ќе чини 50,50 денари, додека новата цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 39 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 1,130 денари по килограм и ќе изнесува 26,382 денари. Регулаторната комисија за енергетика ја утврди новата цена на бензините врз основа на движењата на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и курсот на доларот во однос на денарот. Во Неготино од денеска започна изработка на 3-метарски мозаик со ликот на Александар Македонски. Проектот го реализира турскиот уметник Арафет Озап. Мозаикот ќе се изработува од 80.000 разнобојни ситни корејски каменчиња над зидот на центарот на кулата Ацо Ѓорчев и ќе се гледа од самиот плоштад, со што ќе се придонесе за разобувување на централното градско подрачје.
Триметарски мозаик со ликот на Александар Македонски се гради во Неготино. Поточно станува збор за проект на Центарот за култура Ацо Ѓорчев од овој град, заедно со уметници од Турција кои ќе го изработуваат мозаикот, а со помош на ученици од основните и средните училишта. Мозаикот ќе се гради на зидот на Центарот за култура, а се планира да биде готов до 3 јуни, кога и официјално ќе биде промовиран во рамки на фестивалот Манастирски фолклорни средби, кој трае од 2 до 5 јуни. Значи, од денеска Центарот за култура заедно со нашите гости, ликовните уметници од Турција, го започнуваме проектот на изработка на триметарски мозаик на Александар Македонски. Александар Македонски ќе биде поставен на самиот зид, на предниот зид на Центарот за култура, каде што сите граѓани на Неготино и гостите што ќе ни доаѓаат во нашиот град, ќе можат да го видат нашиот мозаик. Мозаикот ќе се изработува од 80.000 разнобојни ситни корејски каменчиња и ќе се гледа од самиот плоштад, со што ќе се придонесе за разубавување на централното градско подрачје. Кенан Балкан од Турција е еден од учесниците во овој проект, кој вели дека решиле овој проект да го направат во Неготино, бидејќи наишле на разбирање и одобрување од страна на директорката Јованова, со која соработуваат долги години. А другата поврзаност е тоа што неговите родители потекнуваат од селото Корешница. Вие проект ние соз уметникот Рафет Өзал со него се договориме и постепа соз Мирјана Јованова директорка се договориме, она тука што требеше спрема, па ние се спремаме во Турција и вие проектот за да се створе реално. А вие проектот ни беше нас најпрв проект, почетокот не беше вие проект. Проектот го реализира турскиот уметник Рафет Озлап. Дел од спектаклот можат да бидат сите заинтересирани граѓани. Инаку за време на фестивалските денови ќе биде отворена изложба на тројца уметници од Турција. Бројни реакции во јавноста по објавувањето на составот на идната влада, која ќе биде предводена од СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците. Најмногу коментари на социјалните мрежи предизвикаа бројноста на владиниот кабинет и некои од имињата кои се предложени за министри. И дел од поранешните пратенички на СДСМ со коментари за составот и бројот на министри во новата влада. За Каролина Ристова Астерот е спорно зашто лидерот на интеграциите Али Ахмети не предложил ниту една жена од ДУИ за министерка. Тоа е тој европски идентитет, онака во ум, душа и срце со најдестилираната форма. Не дека СДСМ и другите се многу понапред и дека се претегнале. Толку од реформскиот дух во тој дел, а сепак многу индикативен. Мега разочарана, пишува Астерот. Во продолжение вести од Македонија. Мандатарот за составување влада и лидер на СДСМ Зоран Заев вчера вечер ги објави имињата на кандидатите што ги предлага неговата партија за министри во новиот владин кабинет. Официјално, ова е листата на СДСМ со министрите. Радмила Шекеринска ќе биде министер за одбрана, Оливер Спасовски министер за внатрешни работи, Драган Тевдовски министер за финансии, Никола Димитров министер за надворешни работи, Рената Дисковска министер за образование, Љупчо Николовски министер за земјоделство, Мила Царовска министер за труд и социјала, Роберт Алагјозовски министер за култура, Дамјан Манчевски министер за информатичко општество и администрација, Горан Сугарев министер за транспорт и врски, додека министри без ресор, Кочо Анкјушев вице-премиер за економски прашања, Едмонд Адеми, Роберт Поповски, Аднан Кјахил, Самка Ибраимовски, Зоран Шупирик и Зорица Апостоловска за министри без ресор. Коалицијскиот партнер ДУИ ден претходно на седница на партиското председателство реши во идниот владин кабинет да партиципира со Хазби Лика како вице-премиер за политички систем и односи меѓу заедниците, Бујар Османи вице-премиер задолжен за евроинтеграции, Садула Дураку министер за животна средина и просторно планирање, Рамис Мирко министер без ресор, Кришник Бектиши министер за економија и Булент Салиху министер за правда. Два владени ресора за здравство и за локална самоуправа треба да ги водат кадри на Алијансата за албанците.
Во новата влада нема да учествува движењето Беса. СДСМ преку соопштение до медиумите информираше дека не е постигнат договор со Беса за влегување во новата влада, но ти оставаат отворени врати за соработка. Мандатарот Зоран Заев до Собранието на Република Македонија поднесе предлог за состав на владата и програма за нејзино работење, кој видно се доставени до пратениците. Седницата за избор на владата е закажана за утре со почеток во 11 часот. Владата предводена од СДСМ, ДУИ и Алијансата на албанците ќе биде рекордер според бројот на министерски места. Во новата влада на СДСМ ќе има дури 25 министри, иако во предизборната кампања ветуваат дека бројот на министри во владата на СДСМ нема да надмине над 20. Грчките железничари од утре до петок стапуваат во штрајк поради што нема да се обраќаат возовите. Синдикатот на вработените во грчката железница Трено се соопшти дека за време на протестите ќе бидат откажани сите линии на возовите, како и на градската железница во Атина. Штрајкувачите не се задоволни од условите за работа и од состојбата на железничката инфраструктура. Ова е светот денес, да видиме што друго има актуелно. Председателите на Франција и на Русија Емануел Макрон и Владимир Путин ќе се сретна денеска во Версај. Борбата против тероризмот и конфликтите во Сирија и Украина ќе бидат главна тема на денешните разговори. Во сириската граѓанска војна Париз и Москва поддржуваат две спротиставени страни, но сепак имаат заеднички став дека терористичките групи како што е Исламска држава треба да бидат уништени. Русија воено му помага на режимот на сирискиот председател Башар ал-Асад, додека Франција е главен поддржувач на опозицијата во Сирија. Во предизборната кампања Макрон заземаше постара позиција кон Русија во споредба со своите противкандидати. Во Версај утре ќе биде отворена изложба со документи кои се поврзани со посетата на рускиот цар Петар Велики на Франција во 1717 година, кога се воспоставени дипломатските односи меѓу овие две држави. Околу 100 лица се убиени во борбите за јужниот филипински град Марави, кој е под опсада на бунтовниците. Меѓу убиените има 19 цивили, соопшти полицијата и воени извори. Меѓу борците кои го држат под опсада градот, кој се наоѓа на 800 километри од Манила, загинаа 61 лице, изјави потпаролот на армијата Џо Ар Ерера. Во судирите во регионот што започнаа во вторникот загинале 13 војници и 4 полицајци. Меѓу 19 убиени цивили има и 8 мажи, за кои се смета дека се убиени вчера изутрината, а нивните тела се фрлени во јама крај патот на само 200 метри од воено-контролниот пункт, нагласи полицијата. Војниците откриле и тела на 3 жени, 4 мажи и 1 дете во близина на универзитетот во Минданао во Марави. Ерера нагласи дека силите за безбедност се ограничени во регионот и додаде дека офанзивата продолжува и понатаму. Денес имавме претежно сончево време со повремени локални наоблачувања. Максималната температура достигна до 27 степен. Ова беше последната информација во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.